Здраво, ново издание на подкастот Каде се парите со мене Горан Теменугов. Денеска ќе зборуваме за нешто што е исклучително важно за европски рамки, но и за Македонија, а тоа е смената на кормилото во Германија. Имаат нов премиер кој што за чудо не беше избран во првиот круг, туку во вториот круг, што се смета за своевиден преседан, односно и е преседан, но и за политичка нестабилност на Германија. Германија знаеме дека е најголем трговски партнер на Македонија и е моторот, економскиот мотор на Европската унија, како што милуваат сите да кажат. Но од Германија и од тоа како се случуваат работите во Европската унија зависи нашата економија, која што само да подсетам, пред некој ден премиерот кажа да ако они имале добар раст, например Европската унија и Германија, македонскиот економски раст би бил околу 6%, а бидејќи растат економиите во ЕУ од 0 до 1%, ние ќе имаме од 3,5 до 4%. Значи така се врзува нашата економија со европската, но исто така нешто што ќе зборуваме за нешто што не е многу актуелно во јавноста, а тоа е за планот за раст, кој што е дел од берлинскиот процес, и ќе сакаме да дадеме еден одговор на тоа што се случува на релација Македонија-Европска унија и дали ние полека фаќаме страна кон Соединетите американски држави, Велика Британија и кон арапските земји, и таму гледаме можност за бизнис, односно за заработка, а во втор план влегува нашата евроинтеграција. Но овие теми кои што сметам дека се интересни и треба да ги обработуваме почесто во јавноста, ќе зборува новинарот и уредник на македонската редакција во Дојче Веле, Борис Георгиевски. Здраво. Добар ден. И ќе зборува мојот колега од Телма, Боби Христов, кој што е еден од најдобрите познавачи на планот за раст. Добре дојде, Боби. Здраво, Горан. Значи да, Боби е еден од моите омилени новинари кои што ги заедно со Тамара Грчаровска исто од Телма, кои што ги консултирам секогаш кога нешто не ми е јасно за надворешна политика. Така што и обратно ние за ние буџетските ставки. Ние си помагаме како новинари, но како што реков денеска ќе зборуваме први за Германија, па малце за Европската унија. Борис се избра Фридрих Мерц за нов канцелар од втор пат, од втора мајка, беше едно 2-3 сата до изборот голем скандал во светските медиуми, сите се чудевме што се случува. Дали ваквиот од втора мајка избор на новиот канцелар значи продолжување на една политичка нестабилност на Германија, кој што беше карактеристична во минатиот период? Па не мислам дека е продолжување на политичка нестабилност, затоа што генерално во Германија немаше некоја поголема политичка нестабилност во изминатиот период, но како што рече ти во најавата, беше своевиден скандал, преседан. За прв пат во историјата не се избра канцелар на гласање кое што беше претходно договорено со обезбедено мнозинство. Она што фрли дамка врз изборот на Мерц беше фактот што 18 пратеници од неговата коалиција, значи или од неговата партија ЦДУ или од редовите на социјалдемократите не гласа за него во Бундестагот. Бидејќи гласањето е тајно, никогаш не се дозна кои биле тие што не гласале, а веројатно нема ни да се дознае освен доколку самите не се откријат, и не ги откријат причините зашто го сторија тоа. Она што фрла дамка врз Мерц е фактот што уште на стартот се покажа дека во самата коалиција има пукнатини, има проблеми кои што очигледно предизвикале некакво незадоволство што довело до таквиот начин на гласање како што доведе. За причините околу тоа незадоволство може да шпекулираме само, но факт е дека во изминатите месеци нешто додека се преговараше таа нова владина коалиција, излегоа на виделина неколку проблеми. Во прв ред беше она задолжување од 1000 милиарди евра, кое што го најави новата владина коалиција, кое што треба Германија да ја поттурне, посебно во економскиот дел, малку посилно напред. Имаше незадоволство и во партијата на Мерц и кај социјалдемократите поради тој пакет. Понатаму имаше секако незадоволство од кадровските решенија. Знаете како оди тоа во политиката, некој бил избран за министар, некој не бил. И може би дел од пратениците се реферирале и на тоа. И во крајна линија, самиот факт што се формираше повторна коалиција меѓу демохристијаните и социјалдемократите, претпоставувам дека предизвика некоја нервоза кој одредени пратеници и не им се допадна компромисите кои што беа направени за таа влада да заживее или да влезе во функција.
Борис, кога се следи Германија, се добива впечаток дека во минатото, значи тој рационален германски ум секогаш наоѓал најдобри решенија и секогаш знаел накаде оди, но гледаме дека во последнава деценија од вака надворешно гледање дека немаат храброст да повлечат сериозни потези, пред се на внатрешен план, но исто така и на меѓународен, каде што да не заборавиме, додека беше канцеларката Меркел канцеларка, значи начело на Германија, беше видна фигура во Европската унија, но и во светски рамки. После тоа веќе Германија како да паѓа и економски малце во втор план, но политички уште подрастично. Дали се изгуби значењето на Германија на европско, но и на светско ниво? Па, видите, Германија е во една многу деликатна позиција и тоа не е нешто ново, тоа е така од 45-6 година од кога е формирана таа најпрво Сојузна република Германија по повторното обединување 89-та и обединета Германија. И сите знаеме од кои историски причини доаѓа до таа воздржаност нивна и од тука треба да тие се и понатаму многу внимателни во начинот на кој што ја водат пред се надворешната политика. И Германија останува економски джин и економски фактор не само во Европа, туку и во светски рамки. Мислам, имам впечаток дека новата влада и особено новиот канцелар Мерц има желба делумно нешто да промени во тој дел. Колку и како ќе промени тоа ќе мораме да почекаме и да видиме, но факт е дека тој зборуваше за тоа и во предизборната кампања, ја гледа Германија со една засилена политичка улога, што не беше често случај изминативе години и децении. Ја спомна канцеларката Меркел. Меркел владееш 16 години и да, таа беше, така да кажам, еден силен лик на меѓународната сцена. Меѓутоа на домашен план остави многу опашки и многу нерешени проблеми кои што до ден денеска се влечат. Ја наследи канцеларот Шолц од редовите на социјалдемократите, кој што дојде во едно невреме, би рекол, се поклопи неговиот мандат со последиците од корона кризата, пандемијата, потоа од почетокот на војната во Украина. И да не забораваме дека токму таа војна во Украина е веројатно најголемата причина зошто Германија е во ваква економски потешка ситуација, некои дури сакаат да кажат и криза во последниве години. Имено тоа се ефтините енергенси од Русија кои што повеќе ги нема. И Германија во меѓувреме се обидува да се престрои на патот кон зелена енергија, меѓутоа тој пат е доста тежок, доста скап и голема е цената и за граѓаните и за населението. Така да сите тие фактори кои ќе ги земете во предвид, од една страна е економска криза, но од друга страна тоа предизвикува и политички конфликти со растот на Алтернатива за Германија, на АФД партијата, која што ја црпи својата енергија токму од овие проблеми, вклучително емиграцијата. Да, ќе се вратиме на Германија малце повеќе за проблемите во економијата, што се случува, бидејќи ја морам да признам 5-6 години немам отидено во Германија, викаат дека е сменета од оноа што јас ја паметам од кога сум одел јас средена, чиста, патиштата добри, дека е малце променето, но влегуваме во една тема што мене исто така ќе биде дел од овој подкаст, а тоа е ние сме врзани со Германија, бројките тоа го кажуваат, ние сме врзани со Европската унија, Германија секогаш била, Германија и Австрија се главните економски партнери на Македонија, но Боби и тие следиш надворешната политика, дали ние и понатаму продолжуваме да бидеме врзани со Европа и Европската унија и со Германија или веќе во Македонија се чувствува дека се барат и алтернативи, бидејќи Европската унија како некако да заостанува наспроти Кина, но исто така наспроти Соединетите Американски држави, но имаме и еден друг пазар кој што многу има пари и сака да се развива, а тоа се арапските земји. Дали полека ние ја напуштаме Европската унија, односно како главен приоритет и единствен приоритет и влегуваме во некои други политички односи? Па, зависи како го гледаш на тоа практичниот и реторичкиот дел. Ако го гледаме реторичкиот дел, тука не би рекол дека нешто има некоја голема свртување кон Кина. За во однос на арапските земји допрва ќе видиме. Тоа е една сериозна најава, сериозна бројка, имајќи ја предвид нивната стратегија за проширување на Балканот, присуство на сериозни инвестиции кои што се релативно успешни и таргетирани, тоа може да биде некаков нов извор на финансии, но на долг рок.
Она што повеќе загрижува бе можеби на некој начин лефтерниот однос на актуелната влада кон промените кои што се случуваат пред се во германската економија и на ниво на Европската унија, она што допрва ќе се изроди како некакви решенија за царините, бидејќи ако сме ние врзани пред се со автомобилската индустрија, имаме најава за затварање веќе на одредени капацитети кои што го носат епитетот на први странски инвеститори, тогаш она што за мене е загрижувачки е можеби оној обид на владата наместо отворена дебата и отворено посочување на можните проблеми, да се таа криза во Германија, можните пресврти кои што ќе се случуваат, тука имаме и политички промени за кои што или сигнали за политички промени за кои што можеби ќе разговараме, тоа е укинувањето на специјалниот пратеник за Западниот Балкан, колку е тоа формално, колку е тоа суштински. Има различни елементи, меѓутоа она што мене ми смета е генерално тоа прелесно отфрлање на заканите и од друга страна на ризиците, да бидам попрецизен, од она што се случува на европско тло, особено во поглед на економијата и прелесно пропагандистичко во овој момент е само пропагандистичко сместување во периметарот на новата администрација, кој што на крајот може да се сведе, ако добра дипломатија тоа не го изигра, на крајот може да се сведе да останеме во периметарот на бизнис интересите на некои луѓе кои во моментот за нив ефтини пари обезбедуваат достапност и пристап до некои партиски настани, кои што тука може да се представат како голем политички достав. Да, но ти одма го тераше муабетот на актуелната влада како би изиграла негде, јас би сакал малце пошироката слика да ја гледаме, дали треба да бидеме Соединетите американски држави, Кина, значи они се договори, арапските земји, дали мора да бидеме цело цврсто врзани со Европската унија, гледаме дека имаат структурни проблеми, треба да ги решат. Ние треба да бидеме дел од решението, но од друга страна не можеме да се приближиме. Ама ние сме врзани. Ние сме врзани. Ние сме врзани по сите основи. Сега ти поставаш едно прашање за кое што ќе ни требаат можеби неколку конференции како ние да ја промениме структурата на нашата економија. Ќе се согласиш дека на краток и на среден рок тоа не е можно. Можда ќе дојде и ќе влезе некој адхок инвеститор и од арапските земји, Кина сме предодредени дека ќе ја одбегнуваме на некој начин, го немаме капацитетот и потенцијалот што го има еден Александар Вучич, например, да собира од сите страни. И сега ние, кој е нашиот проблем со Европа? Нашиот проблем со Европа е дека ние сме економски преповрзани, а од друга страна, ради тоа што ни се случува на политички план, некако се обидуваме сето тоа, дури и што е на економски план, да го занемарим. Не ти треба ништо друго, ја следиш генерално и многу добра енергетиката и добро знаеш. И да станеме 51-ва, со сарказам, 51-ва држава на Соединетите Американски држави, или согласно новото братство со Унгарија да станеме унгарска покрајна, ние не можеме да го смениме фактот дека нашата економија е врзана со европската и не можеме да го смениме фактот дека оваа држава мора да ги следи и да ги инкорпорира сите правила на Европската енергетска заедница, и тоа впрочем се случува со оној нов закон од 400 страни. Точка. Сега. Крај.
Еве, ние викаме Европска унија, еве го лајт мотивот на зошто денеска го правам подкастов. На 7 мај 2025 година во 15 часот и 30 минути во салата на Уставната комисија во Собрание се реализираше посета на Михаел Рајфенштул, директор за Југоисточна Европа во Германското министерство за надворешни работи. Колку е оваа функција битна во Германија? Битна е висока функција релативно во германското МНР. Така. И бидејќи ме средбата со меѓупартиската парламентарна група за следење на имплементацијата и врските од Берлинскиот процес и реформската агенда од планот за раст. Тоа е темата на кој што разговарал господинот Михаел Рајфенштул со нашите пратеници од сите политички партии и мене ме заинтересира нешто заживеа, Берлинскиот процес заживеа, гледаме дека повторно планот за раст е актуелен и отидов да гледам што се случува во Не можеш да медиумите. гледаш, јас ќе ти кажам, неделава има наши представници во Берлин 3 дена се Така, ќе таму на зборуваме- разговори токму околу тоа и Берлинскиот процес. Тоа ќе и зборуваме планот. баш и за Берлинскиот процес и тоа е лајт мотивот, а у суштина зошто го направив. Знаете колку вести имаше на еден од најпознатите агрегатори во Македонија за оваа посета на 7 мај? 4. И тоа ни еден мејнстрим медиум го нема покриено настанов. Ни еден нема направено анализа од посетата, ни еден не посветил релативно висока релативно висок политичар во функција во германската влада и 4 имаме текста. И тоа ни еден од главните медиуми. Ајде сега да збориме, ако е ова толку важно, ако е Берлинскиот процес важен, на планот за раст е важен, зошто само 4 и што у суштина представува овој план? Зошто треба да се држиме за него, бидејќи тој опфаќа Македонија треба 750 милиона евра да добие од него, но гледаме дека никого во оваа држава тоа не го интересира. Не мора од тоа да се извлекува заклучок дека никого во државата не го интересира, настанот од различни причини, можеби не привлекол внимание, не ми текнува се што точно се случуваше на 7 мај. Меѓутоа планот за раст е битен. Зошто е битен? Што ќе се случува веќе? Тоа е Извини Борис, околу самиот настан, значи присуството тука беше како дел од поголем проект. Во рамките на тој проект беше формирана посебна меѓупартиска парламентарна група која што ќе го следи процесот на имплементирање на Берлинскиот процес и на планот за раст и веројатно тука настанува таа мешавина од многу поврзани работи во кои што еве и тоа беше настанот цел ден, знаеш како функционираме ние за жал. Да, Првиот што дава изјави и да, ма ова само чисто заради контекстот, извини. Така. Борис. Што ќе се случува, колку е важен за Македонија овој Берлински процес кој што Германија во суштина го туркаше долго време, значи почна во времето, ако не се лажам, на време на канцеларката Меркел и тоа е усогласување на земјите од Западен Балкан кон правилата на Европската унија за да можеме побрзо да се интегрираме. Колку е себе важен и колку е жив овој процес, реално колку е жив Берлинскиот процес и планот за раст? Реално Берлинскиот процес годинава ќе слави 11 години. Во тие 11 години не се постигна многу. Се постигнаа некои известни резултати, меѓутоа политичките конфликти во регионот на Западниот Балкан мислам дека во најголем дел му пресудија да нема поголем успех. Че ние судири прво на линија Србија-Косово, второ на што се случува во Босна и Херцеговина. Инаку самиот Берлински процес како иницијатива беше многу позитивен за тоа што го прави токму она што сега и Европската унија на некој начин преку планот за раст го прави и преку некои други иницијативи, а тоа е да ги обедини земјите, да ги натера да соработуваат поблиску, да има подобра економска соработка, да се надминат царински бариери, да се надминат гранични бариери, да се дојде до еден повисок, подобар процес на дигитализација и така натаму, да не набројувам се. Значи, малтене, она што е содржано и во 5 кластери од планот за раст е содржано и во Берлинскиот процес, тука нема некоја голема разлика. За жал пак ќе кажам, освен во некој дел некоја соработка преку програмата Рајко меѓу младите и некои ситни други успеси, не се постигна она што веројатно начално беше идеја и на канцеларката Меркел и на други високи представници на Европската унија, ги кажав причините. Сега Берлинскиот процес мислам дека ќе продолжи понатаму на некој начин да се тера затоа што е интереси на Германија и на Европската унија тие работи што се зацртани во него да се туркаат. Колкав ќе биде успехот повторно ќе зависи не од тоа колку ќе притискаат Брисел или Берлин,
туку тоа колку политичките лидери на Балканот ќе бидат заинтересирани нивните земји да тргнат напред, најпрво во тој дел на меѓусебна соработка, и второ да ги надминат тие политички недоразбирања што ги кочат работите. Пред првата пауза само да ти го поставам прашањето, сметаш ли дека Германија повторно може да биде локомотивата на целиот процес и во Европа да ја преземе онаа улога што имаше пред последниве неколку години, односно пред Макрон, Франција да се обиде да биде главниот играч на европската сцена, односно да се врати во некој време кога беше главна Меркел, канцеларката Меркел. Зборуваме за Западен Балкан? И во Европската унија и за Западен Балкан. Па сега, ајде да зборуваме за Западен Балкан најпрво. Германија со сите овие случувања на светската политичка сцена, проблемот со Трамп, Блискиот Исток и во прв ред војната во Украина, не сум сигурен колку ќе има време и волја повторно да ги отвара овие прашања и повторно да ги убедува 6 локални племенски водачи да се смират, да станат сериозни и да почнат нешто да работат. Така да во тој дел и покрај тоа што добивме нов министер за надворешни работи во Германија, кој што многу добро го знае Балканот и кој што долги години работел и на Балканот и околу Балканот и Македонија во тој контекст исто така, се сомневам дека ќе имаат време и енергија да посветат толку колку што беше посветено во изминатата деценија. И мислам дека едно око ќе имаат секако тука, нивни интерес е Балканот да напредува и да конечно да некогаш биде мирен веројатно повеќе. Па не само да биде мирен, значи да биде мирен во прв ред секако, меѓутоа интересот да напредува Балканот и да стигне поблиску до Европската унија е голем реално. Така. Извини, повеќе не батали, повели. Извини, пошто бидејќи најави и пауза. Сакам само да кажам дека всушност станува збор за два комплементарни процеси. Она што денеска, ако сакаме да ги поделиме, можеби Берлинскиот процес беше почеток на една како политичка иницијатива и политичко-институционална рамка. Сега, планот за раст се практично инструменти преточени преку конкретни иницијативи и пари, бидејќи впрочем кога ќе гледаш или кога ќе гледаме од каде црпиме дел од средствата кои што се предвидени во планот за раст, тоа е практично инвестицијскиот фонд за Западен Балкан, основан со Берлинскиот процес, и сега тука доаѓаме не само и до нашата неодговорност и до нашите кавги, но и до тој сет на неодлучност на Европската унија, што да се прави со регионот, и тука беа дадени тие инструменти, нели, тоа што сите го нарекува прво, наша взаемна регионална соработка, признавање на дипломи и понатаму сите тие, и она што се нарекуваше постепено приклучување, односно подготовка за постепено приклучување кон заедничкиот европски пазар. Практично тоа се два инструмента, и сега треба прашање колку ние сме и лично како Македонија сме успеале да искористиме и од едното и од другото, бидејќи ако се споредиме со една Србија, например, од оној самит во Трст, кај што беше кога почнаат и оние по-конкретни иницијативи 2017, значи од тогаш, ако погледнете сега колку пари, колку коридори се извлечени во соседна Србија, ние во Трст отидовме со рацете во джеп, понесени само од политичките иницијативи, и не случајно ги имаме само ветерниците како единствена погодност од тоа, бидејќи во делегацијата имаше еден вице-премиер кој, немајки владинова делегација проекти, со своето искуство изрецитира неколку проекти кои што сега ги има. Да. Тоа е нашата трагедија. И да не забораваме дека ние учествуваме во проектот Отворен Балкан, кој што на некој начин, не директно, меѓутоа беше на некој начин индиректна негација на Берлинскиот процес, одеше во спротивност. Да не забораваме, тоа е на претходната влада, поточно на неколку премиери. Така. Пауза, се враќаме со што значи планот, и малце повторно за политика, значи првата пауза за нашите пријатели на подкастот. Колку малку треба за една искрена насмевка, за да се случи магијата, за изненадување со супер подарок и за некому да го направиш денот со најубавите вести на светот. Инспирирај се од вкусовите кои не прават посрекни, повесели, подобри.
витаминка. Да, продолжуваме со подкастот. Првата третина ја завршивме, зборувавме за Германија, за планот за раст, Европска унија, имаме различни ставови овде околу, например, јас и мојот колега Боби Христов околу тоа дали треба стрикно да се држиме за Европската унија или треба да си пробаме среќата и малце и на друга зависи страна. што подразбираш да си добро, пробаме среќата и стрикно да се држиме. Има области во кои што ние можеме стрикно да се мораме стрикно да се држиме. Ова знаеш ме потсетува на една вчерашна изјава на нашиот нов дел, нашиот пријател, наш сограѓанин, нели, човекот кој што не носи во периметарот на администрацијата на САД на прашање бидејќи работи и планира да инвестира во Македонија во една специфична сфера, а тоа е дигитализацијата, клауд системи, IT решенија и така натаму, на прашање гледате ли пречка во тоа што ќе мора да се усогласите со дел од европските регулативи? Тој вели, јас инвестирам во Македонија и не ме интересира европското законодавство. Човекот нели дојде на Александар Македонски гробот да го бара, не знам. Па не, Борис, ама ако он инвестира во тоа што е основа на Rumble, Cloud и така натаму, значи основното што ќе мора да го направи е да се прилагоди кон Европската European Digital Service. Што добиеме ние за возврат со таквото стриктно прилагодување? Еве, одиме директно, еве, јас ќе бидам сега адвокат на ѓаволот и јас ние се прилагодуваме, идеме цврсто кон Европската унија, ќе го спроведеме се што треба политички, економски. Економски немам никакви проблеми со сетото, но еве политички, дури ќе ги внесеме и бугарите во уставот, се ќе прифатиме, но што добиваме на крајот од денот како стрикно? Дали треба да одиме пред да знаеме дека ќе влеземе, дека имаме план за нас, еве за Украина гледаме дека Унгарија ако ги блокираат имаат одма план Б, за нас нема план Б. Добро, има план Б, тоа е изјава, официјална изјава дека им прават план Б за да ги примат во Европска унија. Нас не држат, од што не мора. Дали и планот у суштина, еве ви пари, бидете мирни, научите како да соработувате, па ќе видиме кого ќе земеме од вас во сето тоа. Зошто мораме да бидеме стрикно да се придржуваме на строги регулативи кои што се исклучително строги, бирократизирани, а од друга страна да не се обидеме да направиме пари од друго место? Кој ни е најголем економски партнер? Добро, еве, тоа се менува. Еве како ќе отидеш на тој пазар ако не ги постигнеш стандардите? Што добиваме? Добиваме едно чудо, добиваме едно чудо. Нема да ти го затворат, едноставно нема да имаш пристап. Не си конкурент. Как не си конкурентен? Едно е конкурентен, ние може да бидеме конкурентни со не ти е затворен пазарот, меѓутоа ти нема да имаш пристап на тој пазар ако не исполнуваш одредени услови. За да ги исполниш тие одредени услови, ама не политички, туку економски стандарди треба. Ама не, да ја тргнеме политиката. Так. Ние сме многу преоптеретени со оправдано, со сета хипокризија на Брисел, со сите маки што не се направени. Но ајде да го видиме другиот дел. Ние никогаш не европската тема, никогаш не ја сведовме секторски. Што значи таа во земјоделие, што значи таа во економија. Еве што значи националниот план? Кажи ми што значи. Планот за раст е за нас, особено за Македонија, со оглед на политичките проблеми кои што ги имаме и кои што не би сакал да ги дебатираме, според мене е последниот инструмент кој што колку толку може да не одржи на некаква реформска линија, бидејќи сите влади до сега, вклучително и ова, покажаа дека без притисок од надвор, за жал, кај нас реформи нема. А на сите име кога ќе зачкрипи политичкиот дел, сите во еден глас ја повторуваат онаа фраза да ја донесеме Европа дома. Сега Европа дома е Европа со стандарди во правосудство, ајде тоа ќе го трнеме и тука има многу практични области кои што никој не ни ги дал, никој не ни ги кажал, ние сами сме си ги утврдили. Што значи, има пет, па добро, еве. Да им објасниме на сите што не слушаат, иако е познато подолго време, но еве да повториме, бидејќи мислам дека јавноста како да се подзаборави што е. Знаеш што е најспецифичното? Ова од друга страна е малку поразително за нас. Бидејќи во основа ова е
инструмент реформа за пари. Сега можеме и од реформи за пари или да. Направете реформи, ќе ви дадеме пари. Знаеш, можеме Борис, ние сме племенска заедница, можеме и поинаку да го гледаме, бидејќи толку убаво не прочитале дека ама ништо не правиме или правиме, а сме махери да го изиграме дури кога е во наш интерес, така што сега ние ова инструмент. Значи имаш реформи на јавни финанси, зелена енергија, дигитализација, човечки капитал, намалување на сива економија и владење на право. Ајде да го трнеме владење на право, пошто е политичка тема. И јавна администрација. И да, тоа е јавни финанси и јавна администрација. Значи, најскапата тука е намалување на сива економија и подобрување на деловно опкружување 193 милиони, после тоа е зелена енергија 145, реформи на јавна администрација 111, дигитализација 67, човечки капитал 83 милиона. И тука кога ќе се нурне внатре во оние 300 и кусур страни кои што се оценети како најдобри од сите други земји, ги пишуваат две влади, најголем дел претходната, помал ова, има многу суштински работи. Има многу битни работи кои што се битни пред се за нас. Така. Почнувајќи еве, најбитната е дигитализација. Го слушав последниот твој подкаст со министерот за Стефан Андоновски. со Стефан Андоновски и она што го представи како најголемото достигнување оној и картичка, електронска картичка, електронски идентитет, новчаник кој што во иднина треба да стигнеме до здравје Боже до 2027 година, тоа е директно од тука. И за тоа да го спроведете, добивате пари. Ако сакаш имаме и конкретни. Не, ама еве, значи се спроведува нешто, се користи. Зависи каде. Добро, генерално каква е твојата оценка? Еве, добиваме, правиме реформи, влечеме пари. Генерално дека досега сме на формално ниво, затоа што постои сериозен ризик да паднеме на првиот тест, бидејќи нема да успееме, под ризик се клучни закони од правосудство кои што треба да бидат донесени до јуни, а веќе е јасно дека ќе паднеме на тестот на новиот изборен закон. Ама тоа е политичкиот дел. Тоа е пак показател за тоа. Но како сме во економија? Еве Горан, може едно контрапрашање? Ајде. 1 јуни 2025 година, тоа е за 17 дена, треба да почне да се спроведува стратегија за реструктурирање на железници. Она што успеа да го договори новата влада, еден од 5 елементи кои што ги внесе новата влада во претходниот план е тој дел обезбеди до 2027 да се заокружи целиот процес, приватизацијата се одложива, бенефитот е што од 2027 година железници треба да работат без загуба, при што не се смета досега акумулираната загуба. 1 јуни таа стратегија треба да почне да се спроведе. Од неа јавно немаме слушното, не знам, еве, кажи, добро, дали е битно тоа прашање? Ти треба да си го викнеш министерот, како се каше за евроинтеграција, ако се сеќаваш пред 6 месеци кога беше кога кажуваше на пресча делел црвени, жути, зелени картони, така беше. Треба да си го викнеш човекот и да објасни онда каде што е кој има сработено. Ние едноставно немаме увид во тоа што е сработено, бе, разбираш? Уште сме во почетна знаеме фаза. што би биле позитивните бенефитите, што би биле од оваа работа, но не знаеме што владата ќе сработи. Крајна линија и колку пари ќе земе и ќе искористи ќе инвестира во тоа. Борис, го спомна моментот, не знаеме дали владата не информира, дали или од друга страна па и ние баш многу не се интересираме како медиуми до каде е целиот процес. Дали ние како да дигнавме рака и да отидовме на премногу дневна политика во известувањето и премногу многу важни теми за граѓаните, цени, струја, не знам, патишта овде, патишта онде, ова се случило, она се случило, но големата слика веќе како никого да не го интересира. А ова е големата слика. Овие се парите што во иднина треба да донесат благодет и добар живот на граѓаните и на државата. Дали се можеби
нешто е сработено, но ние едноставно не сме ни прашале. Не дека они информираат, за жал не информираат, немаат пресконференции, немаат настани каде што информираат, но од друга страна па и ние нешто многу не се интересираме во целава приказна. За жал, големата слика наметнува политиката. Тоа што на политиката ти одговара да биде големата слика, тоа е генерално кај нас големата слика. Тоа не значи дека медиумите не се виновни за тоа што не си работа до крај работата, апсолутно се. Меѓутоа факт е дека со години наназад таа голема слика се наметнува или од, да речеме, од владата или од политичките партии. Така што големата слика кај нас, за жал, многу почесто е идентитетот или историјата и така натаму, одошто еве вакви работи. Така да и да, во право си треба почесто да се прашуваат и министри, и премиери, и зошто да не и пратеници, докаде е работата на овој план и што е спроведено. Така да, пак ќе кажам, ние во моментов не знаеме што е спроведено, затоа што уште нема ни формално ни роковите, ако добро се сеќавам, не се поминати за да почнат да се за оние што се до декември сега треба да излезе извештајот колку е Европската комисија задоволна од тоа што досега сме го од тоа што знам за тоа до декември, дека е доста сработено и дека се очекува сега, како што вика Боби, да видиме кој ќе биде одговорот од Европската комисија. Меѓутоа, тоа што е испратено како документ е на некој начин задоволително и има доста идеи и предлози таму што и како ќе се прави. Значи сепак нешто се случува под површината, Нешто се случува. може би и да поминеме, не се, например, нема да со 10 или со 100 поена да поминеме, но не се работи за 10 и за ова, се работи за пари. Не спроведено, имаш минусирање, едноставно не спорно, не ги имаш пари. Сепак извлечеме ли некој пари? Зависи од нас колку ќе сработиме. Има, точно е тоа, дека има и така наречен грејс период, меѓутоа ако знаеш што е интересно во сето ова. Вели зашто не го следиме? Затоа што е прво е премногу комплицирано. Некој да седне, прво се криеше. Ако се сеќаваш, ние почнавме со еве јас барем лично со контрирање на изјавите на премиерот дека ќе го распуштам судскиот совет. Па се сеќаваш, во јуни дојде она кавга со поранешниот европски амбасадор, па вие ли ќе ни кажувате како треба, па ние си знаеме, а во меѓувреме ти си потпишал дека тоа ќе оди по една друга траекторија. И едноставно сметам дека никако нема желба и од страна на владата да многу чекори се промовираат. И нема интерес. Види, една работа треба да биде јасна, а тоа е дека во принцип, иако не е така замислено во суштина, меѓутоа во принцип, нашата влада, конкретно ако зборим, може да си одбере што сака да исполни од тоа. Че ако сака во делот на владењето на правото и правна држава да ги жртвува тие колку беа 180-190 милиони евра, едноставно може да не спроведува реформи во тој дел. И нема да има пари. И нема да има нема пари. да добие пари. Так. Ама може. Так. Ако Да не ги смета дека справи. бенефитот ќе биде поголема да не ги има парите, а да направи по свое наоѓање реформи, тогаш може тоа да го направи. Да. До некаде го возможува тој систем. Да, го возможува. Порен зависи, знаеш, многу звучи тоа кога ќе прочитате таму реформа на јавните финансии, внатрешна контрола на јавни финансии и така натаму, и тој има 3 реченици само да го прочиташ. И сега внатре имаш еден многу интересен дел кој што многу лесно може да се поврзе со една актуелна ситуација. Значи имаме еден повик кон општините и имаме сега втор повик од општините, иако сме свесни и податоците покажуваат дека двата паралелно тешко ќе одат. Нема капацитет да се реализира. Ама зошто тоа го правиме? Тоа го правиме затоа што кон некого сме обврзали и тоа веќе ни стои штиклирано ние дека е исполнета таа обврска. Дека од следната година натаму нема повеќе да има смени закон да си ги поделиме парите по општините, туку Министерството треба да направи посебна уредба со критериуми, со регистар, за следење, за Ја мислам дека тоа се прави веќе во финансии, дека они се прави, но не се прави, но во фаза се исклучени
проектите кон општините. Или, од следниот, тоа е нешто што го смени оваа влада, инаку требаше да биде уште во буџетот за минатата година. Од следната година не е прашање на желба, ако останеме на тоа што сме го ветили, не е прашање на желба дали 0,3% ќе му дадем или ќе му дадеме на судски буџетски совет. Мора. Така. И тоа се многу практични работи, да не зборувам за работи кои што од образование, напредок, дигитализација, ние сите со тоа што имаме добра покриеност на интернет, ние сме сите си мислевме дека сме лидери, за на крајот да излезе дека ние имаме 11% од нашите школи со покриеност на интернет. Ќе влечат да и кабли, тоа го збореше министерот Андоновски овде, и е сериозна инвестиција, ние заостануваме многу, но јас сакам нешто друго да те прашам, Борис. Еве, ти си релативно понеутрален следач од нас двајца, ти си на релација Германија-Македонија, иако тука си претежно, но генерално ја немаш таа емоција што имаме ја и Боби во доживувањето на работите, плюс работиш за реномирана странска куќа и имаш некој, ајде да речеме, по надворешна, под друга диоптрија од нас двајца. Сметаш ли дека државава дека има капацитет администрацијата да било што од ова да спроведе? Овде што се вика, треба да има фино подесување за да може да ги извлечеме парите, тоа се 750 милиона евра од Европската унија, треба да ги извлечеме, но тоа треба да имаме и капацитет тоа да го направиме. Не е само и политичката волја и еве ќе правиме, туку треба некој да седне и да ја сработи домашната работа, а тоа е и администрацијата. Мислиш дека и можеме да изведеме еден ваков првичен процес? Кој што кошта? Па дали имаат капацитет, не сум сигурен, меѓутоа дека мора да го сработат, мора, така да тоа ќе зависи од нивната таму внатрешна организација, по министерства, по дирекции, како и да се поделени, да си ја преземат обврската и да го сработат тоа што треба да го сработат. Инаку не сум нешто премногу убеден во капацитетите на администрацијата во оваа држава, дека е способна за големи проекти, за големи работи, меѓутоа што би се рекло, ако се стиснат заби, се може да се направи. И сега доаѓаме, уште морам да се вратам на едно прашање што ми остана од првиот третина од подкастов. Сакам да те прашам, каква е состојбата во Германија? Јас спомнав дека не сум бил со години во Германија, инаку е едно од Берлин ми е омилениот град, најубавиот град што постои според мене на светот. Но каква е состојбата економската и што се случува во Германија? Пред втората пауза да ми кажеш како се чувствува ли дека е криза или има некоја сепак некој полет дека ќе се решат проблемите или они се вонака стегнати како и ние што сме стегнати? Па, види, тоа е, мислам, на ниво на шпекулации сега јас да кажам како се чувствуваат германците и што мислат. Добро, како го гледаш перцепцијата? Генерално ова од кога ги гледате работите од овде делува како да е таму нека голема економска криза и дека се случува некаква драма. Не е тоа случај воопшто. Тоа што е проблем е што цените се доста пораснати. Значи инфлацијата е доста висока и голема, посебно од пандемијата на коронавирусот навака. Некои цени што ги гледав деновиве се дури пораснати од 80 до 90% во период од последниве 3 до 4 години. И ефектот на, пак ќе кажам, на војната во Украина, односно зголемувањето на цената на енергенсите, апсолутно има големо влијание. И генерално ситуацијата е карактеристична, би рекол, затоа што од една страна политички имате подем на едно десно радикална партија, која што веќе Уставниот суд ја прогласи за десно екстремистичка. И тоа некако историски во Германија одело рака под рака подемот на десните екстремисти со економските кризи, нели? Меѓутоа, шансата е на оваа влада сега да го смени тој тек, би рекол, да ги сврти работите, затоа што еве тој инвестициски пакет од 1000 милиарди евра, од кои што половината веројатно ќе одат во делот на одбраната, или нешто помалку, а поголемиот дел ќе се инвестира во дигитализација, во инфраструктура, во зајакнување на финансиите и така натаму. Така што мислам дека имаат добра шанса, барем ако не ништо друго, да тргне земјата напред. Повторно ова што им се случува сега со Трамп и со тарифите, со царините што ги воведува е голем проблем, затоа што како што сме ние зависни од европскиот пазар, посебно од германскиот, така и Германија е зависна од големите светски пазари пред се од САД и од Кина. Така што овие, доколку не се договорат со Трамп, мислам дека тоа повторно може да ги усложни работите.
Не мора да значи дека ќе биде автоматски катастрофа, но може да ги усложни работите. Она што добро може да се случи секако е доколку се дојде до некое, дека се најде некое решение за конфликтот, за руската агресија во Украина, доколку таа војна заврши, ако не ништо друго, барем ќе се стабилизираат малку луѓето. Значи прво тој страф од војна веројатно ќе исчезне и тоа ви дава понатаму претпоставам и друга енергија за други работи, нели? А голем ли е стравот од војна? Која е психозата? Па реално Што психоза зборуваш? не би рекол дека има психоза, Има. но стравот од војна е секако голем, последниве година-две. Мислам дека на почетокот дури не се перципираше толку како голема опасност, меѓутоа како поминува времето, сваќаат луѓето, делумно би рекол и со заслуга на политиката, дека ја перципираат Русија како голема опасност. И стравот е голем. Се смени таа работа. Добро, време е за втората пауза и ќе финишираме со третиот дел, ќе се вратиме повторно на планот за раст и за делови од него, но малце и тоа на кого да се кладеме, на Германија или на Америка. Али тоа во третата третина. Колку малку треба за една искрена насмевка, за да се случи магијата, за изненадување со супер подарок и за некому да го направиш денот со најубавите вести на светот. Инспирирај се од вкусовите кои не прават посрекни, повесели, подобри. Витаминка. Продолжуваме со подкастот. Гости Борис Георгиевски од Deutsche Welle и Боби Христоф од Телма. Зборувавме за планот за раст, за Германија, што се случува, кои се очекувањата. За планот за раст, реков, го поминавме неколку пати, но сега јас сакам да го прашам Борис, кажа каква е состојбата во Германија, дека има страф од војна, значи она се врати кај германците страф од војна, големо преструктурирање, имаат 1 трилион евра за да инвестираат, дел во одбрана, како беше она во прв чин, ако се појави пушката, во трет ке треба да пукне, така што општо земено е кога Германија се вооружува, треба да бидеме многу внимателни, но тоа нема да го коментираме, туку ќе коментираме економија, тоа е на кого да се кладеме. Што би било вакви прашања да се за Македонија, пошто кај нас е нирвана. Ништо не тангира од сите можни глобални потреси. Добро, не сум сигурен дека е така, бидејќи кога беа цените на енергенсите високи и сите бевме потресени, но еве доаѓаме до прашањето на кого да се кладеме, на Германија, Борис, или на Америка, односно да останеме врзани стриктно за германската индустрија, за германските политички чекори, да следиме или малце да почнеме да гледаме што се вика да фрламе едно око на кај Америка или да фрламе на кај арапскиот свет или да бараме некои други излези. Горан, ние сме толку мали, толку сиромашни, што мислам дека дури не сме ни во позиција да бираме дали ќе фрламе око ваму или таму. Треба да фрламе око сегди, да се трудиме да прибереме што е можно повеќе од секаде. Ако одиме по линија на она што владата или министерот за надворешни работи го кажа дека САД се наш стратешки партнер, а ЕУ е наша стратешка цел, тогаш останува нејасно што они сакаат точно да прават. Меѓутоа тоа што ние треба да го правиме е да си почнеме да си ја работиме домашната работа во однос на ЕУ, затоа што ако не ништо друго, на овој континент ќе останеме без разлика кој да ни е стратешки партнер. И второ, ако веќе стратешкиот партнер толку често го посетуваме, толку му посветуваме панегирици во собрание и така натаму, тогаш треба да видиме и некој ефект од сето тоа, нели, од таа. Освен што ја го поздравувам потегот на, како се викаше, овој бизнисменот што ќе дојде тука и ќе го бара гробот на Александар Македонски, но треба да видиме ова, еве веќе уште малце една година, од сите тие бројни посети на САД и некое, ај што не видовме до сега ништо политичко, освен што гласаме многу чудно во Обединетите нации за некои резолуции, не видовме ни никаков економски бенефит од ништо тоа. Барем у тој дел добро би било да почне нешто да се тркала и како држава, како земја да видиме дека нешто се случува. Дали сме пред избор
Америка или Европска унија. Порано беше Америка и Русија, сега сме помеѓу Америка и Европска унија, бидејќи гледаме дека малце се конфронтира Америка повеќе со Европска унија од што би очекувале, бидејќи иако Европската унија и европските земји се сериозни партнери и сериозни сојузници на Соединетите Американски држави. Но дали тоа е сменето, ти ја следиш надворешната политика, како гледаш на сето тоа? Дали ќе дојдеме да бираме, да бидеме во позиција на кого да, Борис кажа дека чудно гласаме во Обединетите нации, дали ќе дојдеме во позиција дека ќе треба да бираме или ќе треба под радарот да бидеме цело време и да си тераме наша автохтона политика? Па не знам, ние сме малку изгубени во овој период, затоа што заради политичките проблеми и блокади кои што ги имаме во процесот на европски интеграции, никако владата бега од тоа прашање и сега најде една многу убава приказна со стратешкото партнерство. Мислам дека одговорот на стратешкото партнерство го даде твојата омилена министерка за дебати на пресконференции, кога коментирајќи ги сите случувања околу царините, спомна дека колку е беззначајно тоа. Никаква размена. Горене, премногу сме врзани со економијата, ни е премногу врзана со европската економија или ајде со Европа како континент, да ја трнеме ЕУ од сите фрустрации оправдани, голем дел кој што ги имаме од Европската унија. Мислам дека ова први во редот е една многу убава приказна, која што убеден сум дека на крајот ќе заврши само во периметарот. И тоа во периметарот на овие нови трагачи во периметарот на бизнис интересите на овие нови трагачи по гробот на Александар Македонски. Порано ги имавме, беа автентични археолози со по 2 часовника на рака, но сега гледаме дека се нашинци од надвор. Не знам, чудно ми е, бидејќи имаше едно чудно интервју на министерот за култура, дека некакво јавно-приватно партнерство во културата. Сега гледам дека и овие господа се нешто заинтересирани за инвестиции во археологијата. Шегата на страна. Вештачка е таа дилема и вештачки ја создава оваа влада. Видовме, ние имаме примери на луѓе кои што влегле во Белата куќа и без галама и без ова. Да бидем искрени, тоа беа партиски настани. Тие партиски настани, учеството на тие партиски настани беше платено. Добро е што ги имаат тие контакти и нека ги имаат, но останува да го видиме епилог. Бидејќи ние во меѓувреме имаме председателка на држава која вчера одбележа година дена од мандат и која што досега има една протоколарна посета за Свети Кирил и Методи во Рим, една работна посета на Белград, една билатерална посета на Азербејџан, веројатно оставштина од добрите врски на Ѓорги Иванов, и едно учество на бизнис форум во Бугарија. Шефот на македонската дипломатија пак денеска ја има, тако, ајде да не ја исклучуваме Унгарија, новиот брат, бидејќи таа земја чека не Европска унија, земја во Европската унија. Не, сакам да го акцентирам, сакам да го акцентирам братството. Не, сакаш да видиш, ироничен, знам што да акцентираш ти. Вчера и денеска ние ја имаме првата билатерална средба на министерот за надворешни работи и трговија со негов партнер од Европската унија. И уште еден факт кој што мене ме загрижува, а е индикативен кога е во прашање каде оди нашата влада или во она исто така саркастична твоја дилема дали ќе треба да се одлучиме за ова и за она, е последниот конгрес на Европската народна партија, каде што во присуство на 12 премиери од ИПП, од групацијата каде што е ВМРО ДПМН,
Македонската делегација која што беше составена од 4 министри заедно со премиерот, еден заменик министер и еден генерален секретар на влада, успеа да одржи средба само со новиот премиер на Австрија и да влета во една многу онака срдечна фотографија со Сали Бериша, кој што во тоа време мислам дека деновиве се смени, но во моментот на таа фотографија беше се уште на црната листа на Соединетите Американски. Борис, едно време актуелнава влада, односно ВМРО ДПМН, која што е доминантна во владата по бројот на пратеници и по бројот на освоени мандати и министри, имаше многу тесна соработка со Германија. Значи, таа со германските политички партии пред се од десното крило. Значи, многу таа соработка беше сериозна. Значи, ние и во опозиција кога беше, но и кога беше на власт, германските политички партии, демохристијанските партии од Германија соработува. Дали ја гледаш дека сега тоа е намалено или не е намалено? Дали и понатаму имаме таква поврзаност или некако како да се можеби се повлекле? Како го цениш ти тоа, бидејќи тоа го следиш генерално? Извини, Горан, пред да одговорам, сам да не излезе само дека критикувам во контекст на учеството на ИПП, мојот впечаток е дека ВМРО ДПМН во релациите со сестринските партии беше многу по-респектирана партија како опозиција отколку што е сега. А зошто е тоа така? Зошто нит некој ни доаѓа, нит некој ни го кани премиерот некаде, тоа е прашање за друга дебата. Извини за упадот. Нема проблем. Значи, зборот ми е, врските постојат, тие се таму, Конрад Аденауер е тука и активна и фондацијата која што е директно произлегува од ЦДУ, од германската владеачка конзервативна партија, која што денеска ја предводи канцеларот Фридрих Мерц. Среќна околност на некој начин за Македонија, што сега го добивме Јохан Вадефул за нов министер за надворешни работи, кој што со години беше известуваш за Македонија во германскиот Бундестаг за неговата партија. И човекот преку 2 децении следи политика на Балканот и во Македонија директно беше инволвиран во Македонија во многу, да ги речам, проблеми, меѓу другото и во спорот со Бугарија и така натаму, индиректно, нели, во Бундестагот, каде што беше пратеник и во комуникација со нашите тогашни поранешни министри и така натаму. Тоа што сега да ти го кажеме, прашањето е колку Македонија сака или владата актуелна, ајде да речеме, сега сака да ги одржува и да ги негува тие блиски контакти и да продолжи да ги негува, затоа што мислам дека толку се изгуби компасот, посебно во надворешната политика, што тие бегаат од европските потенцијални сојузници и партнери кои што веројатно би им го рекле директно она што некои други кои што во меѓувреме ни станаа сојузници не им го кажуваат, а тоа е дека ако за земјава да мрдне напред, треба да се завршат домашните работи, а првата домашна задача е се знае да се отидат у собрание и да си ги изгласаат уставните измени. Поблиску се до новите се патриоти отколку тоа им го кажуваат, мислам дека они ќе бегаат, од тоа затоа што не сакаат да го направат тоа. Но доаѓаме до клучното прашање, тоа е јас лично на пример, тоа не сум противник на влегувањето на бугарите во уставот, не затоа што се бугари, туку заради идните ограничувања што ќе ни ги поставуваат и блокади политички, што и да направиме, колку и да направиме реформи, колку да сакаме да направиме, едноставно треба да знаеме или дека е последно, а не сакаат да се смени ништо, викаат тоа е ад акта, тоа е договорено, нема шанса ништо да се направи, а никој не вика и тоа е последно. Но исто така многу е иритирачки, кај што е нели план Б за Унгарија на Каја Калас кога го изјави тоа, ние како овде што живееме, што сме дел, не ни е убаво кога го слушаме тоа дека ние мораме да правиме милиарда одстапки и да не бидат тие последни, збориме за политички, за национални одстапки, не зборуваме за прилагодување кон европските закони и план за раст и сите тие работи и реформи, но од друга страна Украина која што е во сред војна ќе добие покана за членство во Европската. Горан, јас бев против францускиот предлог и отворено не го поддржував. Меѓутоа францускиот предлог се изгласа во собрание и заврши таа приказна. Никој во Европската унија нема време повторно да се занимава со нас и да се преговараат одново нашите дали билатерални односи со Бугарија, дали нашите односи со Европската унија.
Значи треба да сватиме дека тоа е тоа барем во моментов. И прашањето се, сакаме да искористиме шансата да почнеме да преговараме, можеби ќе ни се отвори некоја вратичка кон Европската унија доколку тие преговори ги тераме брзо и квалитетно. Можеби не, нема гаранции за тоа. Меѓутоа, тоа ни е шансата што во моментов не се дава. И повторно, доколку македонската влада или мнозинството граѓани не сакаат, нека не отвараат и ќе продолжи оваа приказна ваква каква што е сега. Тоа е приказната во моментов. Постои ли можност да се искористи, например, рече министерот за надворешни работи, го знае Балканот, да се воспостават контакти и да се издействува некаква гаранција или нешто, да се ублажат сите последици од тој француски предлог кој што ги трпиме до ден Ама какви денеска? гаранции, кој да ни даде гаранции, зашто? Горан, Европската унија дека нема да биде Европската заложници на унија, Бугарија. значи Горан. тие Не, дисциплинираат, например, Ти долги како години- што Унгарија дисциплинираат омилената земја на Боби, така да ја дисциплинираат и Бугарија, па Бугарија не е јадрото на стара Европа. Нема потреба никој да се дисциплинира, значи гаранции прво знаеш како оди преговарачкиот процес. 27 земји членки гласаат. Така и за сите останати, еве Значи, Унгарија е тргна на страна на кафе, пиеш Точно Орбан е, сето и тоа од наш Тоа Германија го наш направи. аспект погледнато е Иритирачки. нефер, иритирачки и така натаму. Меѓутоа тоа ви кажува дека за Македонија немал никој интерес да го направи тоа. Така? тоа треба да го Значи, одработи треба да се дипломација. избориме ние за тој интерес, за да некој тоа го направи. А што правиме ние? Дали, ние колку години стоиме уместо, значи од би рекол од 2019-2020, освен кога добивме со францускиот предлог формално кандидатски статус, ја се сомневам дека ние било што реформски сме спровеле во тој дел на ЕУ. Второ, ајде да не се лажеме, да прошетаме низ градов, мислам како ни изгледаат градовите, како ни изгледа инфраструктурата, како ни изгледаат болниците, какво ни е образованието. Па тоа е Европската унија. Што направивме ние, а да не зборам колку пари добивме при тоа за Така е. од 300 други фондови на Европската унија. Значи не правиме ништо, идентитетот го браниме, окей, ќе го браниме, и сакаме некој да не поддржи. Зашо да не поддржи? И гаранции да ни даде, гаранции не може да ти даде никој. Да се надоврзам на Борис, и јас бев против и рамката и против францускиот предлог. Меѓутоа, ајде да видиме од она што ни беше ветуван. Да дојде нова бугарска влада. Дојде на 16 јануари. Ние немаме трага дека некој нешто пробал да разговара. Ние само се плашиме. Во самата преговарачка рамка, настрана од проблемот со Бугарија, има една реченица што ја има во сите. Преговарачкиот процес е непредвидлив по својот крај и време трајање. И ние да не се занесуваме, само погледнете ја статистиката. 2012 почнала Црна Гора, до 2019 2015-2016 се отворени најголем број на поглавја. Не е тоа дека нешто сега на Црна Гора и на Албанија многу имоти, туку едноставно таков е Процесот. политичкиот момент и они тоа го користат. Нашите треба да кажат што сакаат, какви гаранции сакаат и конечно тоа дипломатски да го одработат. Со седење дома, со кукање и со плачење, тоа не може да се одработи. Па ја не гледам дека многу кукаат и плачат. Ма не, па значи не им е гајле. Па гледаат, ако ние се согласуваме дека треба да имаме премиер кој што ќе биде национален жупан, односно градоначалник над градоначалниците, тогаш во ред. Добро, тоа сега локалните избори им се приоритет на сите партии, бидејќи таму произлегува моќта за идните парламентарни избори кога и да дојдат. Ама каков приоритет кој е јасно уште сега кој ќе победи на тие локални избори? Само Не разбирам зошто тие локални избори се ставаат во контекст на политичката игра на ние земјата, како градоначалници. нешто многу важно, па чекате да поминат локалните избори, па можеби некој одлука ќе донесе. Уште сега можеме да отвориме картата со сите општини, ќе погодиме точно у кои општини кој каде ќе победи. Мислам, такви изговори се смешни, искрено ти кажам. Добро. Ајде да видиме дали е така или како ќе бидат. Последно прашање. Горан, се е во нивни раце. Протоколот не е Библија. Протоколот е документ кој што се пишува, е резултат на меѓувладините конференции. Бујро, нека седнат со Бугарија,
може ќе напишат и поинаков протокол. Го сменија составот на комисијата, го сменија. Оваа претходната ја нарекува предавничка, сега си донесоа нови. Значи, сега се е во раце на таа комисија. Ништо таа комисија не може да изнедри ако 7 плюс 7 или колку се внатре не кажат за. На крајот може да излезе дека да, ние завршивме со работа и не се договоривме чија Гоце Делчев и тој ќе си остане така. Океј. Немаме обид. Тоа е. Добро. Држи. Уште едно прашање. Цело време зборуваме Америка, Европска унија, арапските земји, инвестиции, спомнавме сето тоа, но нешто гледаме дека сакаат и со Велика Британија како да воспостават поблиски односи. Нашава влада се обидуваат, имаше посета министерот за транспорт и врски, да се воспостави и она е надвор од Европската унија, иако политички игра заедно со Европската унија контра Русија, но економски гледаме дека си фатија они еден свој друг пат. Британија е во НАТО. И ние сме во НАТО. Ако се сеќавате, еден британски генерал, му го заборив името, пред година дена излезе и прв јавно кажа дека за коридорот 8, значи тоа е пругата кон Бугарија. Така да тоа што министерот за транспорт беше таму, може би има врски со тоа. Така. Мислите ли дека се доближуваме до Велика Британија вака со нашите односи? Од секојаш имаме традиционални односи, мислам дека бевме и меѓу првите кои што по Брекзитот го мислам дека го потпишавме договорот за економска соработка, но тука мислам дека добро чита Борис меѓу редови, бидејќи немај да заборавите, многу домашни фанфари имаше околу тој коридор, дури и последните изјави за на крај да излезе дека некој баш не ја зборува вистината и така да. Добро. Јас би се согласил со во овој момент. Мој впечаток е дека се спремни да отидат и Улан Батор, само да не одат во Брисел. Тоа е мојот впечаток. Ме разбираш што сакам да ти кажам. Добро. Тоа е некаков финале на овој подкаст. Значи Улан Батор. Не, така ми дојде. Океј, добро. Интересно бо голие што ти добро, они биле тука, па можеби и ние треба да отидеме таму. Значи мислам биле пред 500 години кога освоиле свежива 600 години. Најбитно е да кажат што сака, бидејќи ваква манипулација што сака да ги прашам. Ама зашто прашуваме Горан си имаат програма сите партии си кажаа што сакаат. Европската унија искрено ми е криво што ниедна од големите партии никогаш не собра храброст, еве конкретно сега. Не сакаме во Европска унија да каже нека искочат на избори, сигурен сум дека и многу луѓе ќе ги гласаат баш заради тоа. Но никој нема храброст да го каже тоа, затоа што парите им се сладки, сакаат да ги зимаат и сакаат да зборат тука за Европска унија, а ништо да не прават. Тоа е проблемот. Добро, тоа се повторува 30 години веќе. Па се повторува 30 години. Знаеш зашто? Затоа што никогаш го немаме тоа, да ќе се вратиме на почетокот, затоа што ние никогаш сме немали, јас навистина го чекам тој момент кога ќе се случи, ние во Македонија, без оглед кој е на власт и без оглед кој формира коалицијска влада, да излезе со таков конкретен коалицијски договор со ставен подпис долу меѓу коалицијските партнери. Ние имаме една владина програма толку широка испратена до собрание во која што ти вели 11 закони ќе ги донесам до април, денеска е средина на мај, ни еден има и никој не одговара. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Колеги, ви благодарам што бевте дел од подкастов. Зборевме, отворивме некои теми, дадовме едно видување различно од политиката, различно од економијата, дадовме она што се вика и новинарско согледување. Најчесто сме и онака упатени во многу работи, ги знаеме, а вие важите за познавачи на тоа што го зборувате. Ви благодарам што бевте дел од подкастов. Благодарам за поканата. Тоа беше се. Се гледаме наредниот подкаст, наредната епизода. До гледање.